важна, многу комплексна тема. Нема мали чекори, нема брзи чекори, нема еден чекор. Ова што го спомнавте, и да не бидат повикани нормално само полициските службеници, ова што го спомнавте во однос на нашите закони и нашата имплементација на законите, каде што и како постои една дискрепанца на празнина каде што треба да се постапува, и како бара многу системско и заедничко координирано постапување. Амбасадорот од Шпанија многу добро ги кажа кои се основните постулати кога сака една држава, независно од која партија е на власт или партии на власт, кога сака една држава да се бори со оваа негативна појава, значи ќе се ги смениме законите, но паралелно ако не работиме на заштитата и ако не работиме на превенцијата, исто како ништо да не сме направиле. Ние во овој момент имаме некоја промена во законите, се спомна и согласност и кајност и кривичното дело осудување, во промена при кривичното дело ја воведовме согласност, односно слободно изразената волја да се стапи во еден ваков чин. Почнавме да регулираме и работи кои што новите технологии ги наметна, како нови начини на вршење на наследството, кои што од физичкиот простор се префрлија во дигиталниот простор, така да имаме и дипфейк регулирани кривични дела кои што се прават со помош на вештачката интелигенција, но го имаме ова, каде што жената пријавува, Ангелина спомна, има недоверба во институциите и сите ќе се запрашаме зошто е тоа така. Имавме една неколку години поред еден мал милион на кампањи, каде што на жените им викавме да пријават. А кога ќе пријават, што ќе правиме? Кој и како треба да постапи? Конкретно во однос на случајот и со Росица и ова со Ивана, иако се различни, но коренот е ист, во однос не би навлегувала дали се процесираат предметите, тоа е секако во обвинителство и во истрага, но што сакаме да кажеме и на претходно што го спомнав за системот. Ние сите луѓе, професионалци, имаме име и презиме, имаме работни договори, каде ништо ни се попишани работните обврски. И ако е прв чекор, кој што треба да го преземаме најургентен, бидејќи вашето прашање беше тоа, јас едно ќе кажам, кога секој еден професионалец ќе почне соодветно, совесно и со должно внимание да се работи својата работа, и како ќе имаме проценти како во Шпанија, каде што случаите се намалуваат, а системот подобро одговара на овие предизвици. Ние ако само ги смениме законите, а не си ги обучиме луѓето кои што треба да ги применат тие закони, почнувајќи од центри за социјална работа, полициските службеници, јавното обвинителство, судите како треба да се носат и која сензибилизираност треба да ја имаат за ова. Ако ние им покажеме на сторителите дека ова што го прават е казливо и како ќе го имаме на Ангелина што го спомна, култура каде што се негува насилството, каде што се поддржува и се премолчува насилството. И не е само упуките кои што треба да бидат спроведени кон овие што ги викаме што се на првата линија, кога треба да ја примат пријавата. Имаме наставнички и учителки кои што работат во образовниот систем. Имаме учителки кои што работат во предучилишна возраст, каде што и како се создаваат првите чекори на децата за да знаат што треба, што не треба, што е правилно и што не е правилно. Само така ние нема да бидеме од на хартија владење на право, кој што како го слушаме во секој интервју од нашите политички представници, туку ќе го имаме во пракса. И втора работа што е многу важно, доколку државата не почне да се двои пари и да покаже колку е важна оваа тематика, ние ќе имаме шелтер центри кои што функционираат само на хартија, ние ќе зборуваме за бесплатни услуги на жени како психолошка помош и подршка, економско јакнење, вклучување во обуки и правење поконкурентни на пазарот на трудот, а немаме буџет како тоа да го направиме. Се додека државата не почне да одвојува пари, да ги јакне во споставените веќе специализирани услуги кои што ги има, да може да бидат одржливи и